те, меѓутоа добро, се надам дека некој ќе ве разбере. За крај само сакам уште еден коментар. Светските искуства, значи ова го вадев по статистика интернет, не стојам дека е тоа некоја најверодостојна информација, значи покажува дека се многу ретки оние влади кои прифаќаат разговори под притисок од улица. Тоа кај нас исто така се покажува како добро, кај нас се покажува исто така дека е редок случај, дека со блокадите на улиците може да се постигне нешто. Вреди ли тогаш сето ова? Значи вреди ли притисокот константен кон власта ако еве се случува од сите овие блокади да ги повика премиерот само делови? Власта, посебно една власт каква што има Македонија, која што е само заљубена и која што не гледа ништо надвор од собствената агенда, таква каква што е, да не навлегувам во детали, секако дека мора за секое недоразбирање, несложување или различит став, дека јавноста е принудена да го каже тоа, па тоа е демократија. Ние се уште се наоѓаме на зачетоците на демократија, па протестираме против електростопанство. Во светот се протестира за многу помали работи, па никој не паѓа у несвест и носи закони да ги ограничува луѓето да ги праќа на планински врвови или не знам на пољани 50 км надвор од град. Мора, ако сакаме ние да зборуваме дека имаме цивилно општество, демократски развој, дека имаме човекови права, ние мора да имаме можност сите да излезат да си кажат што мислат. А вие, господа од власта, најдете соодветни начини како ќе се движите низ тој метеж. Ако ја изгубите власта пешки, како што велите, не знам што да ви велите, кажам, и јас одам пешки. Кога ќе бидете опозиција, ќе имате ли проблем со законот кој што вие самите сега го донесувате? Ќе ви пречи ли што нема да можете свигде да... Прво, еден е вокабуларот во една ваква дискусија и размена на мислење, малце и провоцирачки, да кажем, еден закон го наши во корист. Прво, треба да видиме кој ќе биде опозиција, кој ќе биде власт. Тоа се сложувам дека граѓаните ќе го кажат. Прво. Второ, вие кажавте дека многу држави, многу власти во многу подемократски држави од нас, од кои што ние учиме демократија, имаат точно определени правила кога, како и каде може да се демократира. Нема шанси да ви кажам дека можете сега да забраните. Вие имате меѓународни конвенции, по кои што знае господинот Филип или Филип како порачен генерален конзул, дека патот меѓународниот да биде отворен заради важност, има конвои, има состојби каде што надворешното право го исклучува внатрешното. Значи тоа е една работа. Втора работа, станува збор за политички партии. Секоја политичка партија се го бира начин на действување, тука се сложува. Меѓутоа станува збори за лицемерие. Се обидува некој низ невладина организација да покаже дека граѓаните се незадоволни. Не, ние го подржуваме протест. Не, ние го организираме. И апсолутно се слушам. Вие го организирате, вие сте опозиција. Тоа е начин, желба, притисок да се направи врз власта, да го смени размислувањето околу продолжување на електростопанство и да се алармираат граѓаните ради тоа што се прави така или како што се прави. Али не со, молим, не со ограничување, нека ќе идете пешки. Ајде сапа, не во 42 година од песните партизанските, земи ранетата другарка или болното дете и тргни од карпа државна болница или до. Па на вас ви одговарат партизанските песни. Добро, ја не се срамам од тоа. И донеса слободата на ова држава, на овој народ. Тоа е друго прашање. Не, баш затоа што може да се најдеме повторно да дебатираме. Не се смеам. Се смеам на вашите тези, исто. Абе види, тезите се тези, твои и мои тие се тези. Па добро, ја. Граѓаните ќе кажат че имам веројатно право да размислувам отворено, нели? Или можеби ќе донесете некој закон и мислите да ми ги ограничите, па да немам право ни на емисија да кажам. Најравно прашање. Во кој член се забранува правото на протест? Тоа наградно прашање да го упатите на господица Славица Станковска што ја подпишавте лажно на овој закон и кој ќе ви одговори она, со задоволство втор ќе ви одговорам јас. Еве ќе видиме како гласа гледачите, генерална проба пред изборите. Ви благодарам на двајцата. Ќе бидеш парламентарец или во власта до година или ова година, здравје Боже, покрени низ институциите на системот кој тоа го направи и казни го според демократските начела. Немам желба да бидам пратеник. Видов каков циркус е тоа таму. Ви благодарам на двајцата што бевте гости во Деврала. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што гласавте, што го дадовте својот коментар и го кажавте вашиот став. Ви благодарам што ја следевте Деврала. Пријатно.